Оваа емисија на Агенда 35 го отвораме поглавјето 27 животна средина и климатски промени. Европската комисија во својот извештај за напредокот на земјава забележува дека во ова поле ниту законската рамка е доволна, ниту веќе постоечките закони доволно се имплементираат. Каква е состојбата со воздухот, водата, почвата, хемикалиите и индустриското загадување? Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате што забележува Брисел во поглавјето 27, кои закони не се донесени, кои не се имплементираат. Недоволно пари и несериозна стратегија. Воздухот во Македонија останува загаден. Интервју со Клас Сандер, експерт на Светската банка за животна средина. Следете на. Загадени воздух, води и почва. Законска рамка која не е доволно прилагодена на европските регулативи, изостанување во спроведувањето и извршувањето на веќе постоечките закони. Европската унија во поглавјето 27 има јасни забелешки на што се должи слабата борба со загадувањето и загадувачите, каде потфрлаат институциите и властите и кои се директивите што треба да се спроведат. Во последниот извештај за напредокот на земјата, Европската комисија забележува дека има одредено ниво на подготвеност во оваа област, со ограничен напредок во понатамошното согласување на политиките и законодавството. Брисел смета дека Македонија нема административен капацитет на централно и локално ниво за решавање на прашањата од животната средина и дека соработката со невладиниот сектор е подобрена, но недоволна. Нема напредок во однос на донесувањето на законот за инспекција во животната средина и директивите за одговорност во животната средина, а директивата за еконошки криминал се уште не е целосно согласена и имплементирана. Во однос на квалитетот на воздух, иако законодавната согласеност е речиси целосна, нејзиното спроведување останува слаба. Недостатокот на доволни административни и финансиски ресурси се уште е главна пречка за воспоставувањето на мерки за подобрување на квалитетот на воздух. Во големите градови нивоата на загадување на воздухот се високи. Недоволната човечка, техничка и финансиска поддршка на националната мрежа за следење на квалитетот на воздух резултираше со неколку прекини, иако Европската унија констатира дека за прв пат во државниот буџет за 2019 година се воведени специјални буџетски распределби за оваа мерка. Во однос на управувањето со отпад постигнат е понатамошен напредок во однос на согласување на законодавната рамка. Со оние правила НЕУ, преку новиот закон за отпад и националниот план за спречување на отпад. Регионалните структури за управување со отпад се соочуваат со недостаток на административни и финансиски ресурси и се уште не се целосно оперативни. Интегрираниот систем за управување со отпад е одложен, а економските стимулации за промовирање на рециклирање се ограничени. Одреден напредок има и во однос на квалитетот на вода. Европската комисија забележува дека после подготовката на плановите за имплементација на директивата за прочистување на урбани отпадни води и директивата за вода за пиење се применува нова методологија за цени кои се засноваат на целосно покривање на трошоците. Означени се опасности и ризици од поплави за скоро сите области во земјата, а потребни се значајни напори за понатамошно согласување на законодавството. Исто така потребно и значително подобрување на меѓуминистерската соработка во областа води. Во однос на заштитата на природата донесени се Национална стратегија за заштита на природа и Национална стратегија за заштита на биодиверзитет. Владата ја донесе годишната програма за зачувување на природата за 2019 година, но потребна е понатамошна работа. Недостасува одржливо и долгорочно финансирање за заштитени подрачја на централно ниво, спроведување на конвенција за меѓународна трговија со загрозени видови на дива фауна и флора. И секој понатамошен развој на хидроенергијата мора да биде во согласност со законодавството на Европската унија. Во област индустриско загадување и управување со ризик се уште не се усвоени потребни законски и подзаконски акти. Треба да се зајакнат административните капацитети во овие области и на централно и на локално ниво. Во областа хемикалии нема напредок. Не се донесени регулативи за регистрација, евалуација, овластување и забрана на хемикалии и регулативи за класификација, означување и пакување, или не се спроведуваат. Нема напредок ниту во областа на цивилната заштита. Земјата продолжува да учествува во механизмот за цивилна заштита на Унијата, но недостасува рационално, координирано и ефикасноублажување на влијанието од катастрофи и одговор на сите нивоа. И на полето на борба со климатските промени стоиме слабо. Усогласувањето на правната рамка со европската е во рана фаза. Затоа Европската комисија сумарно во наредната година препорачува земјата да спроведе мерки за подобрување на квалитетот на воздух со обезбедување на ефикасна координација помеѓу централните и локалните власти и обезбедување на доволни финансиски средства за таа намена.
да спроведе планови за регионално управување со отпад и да воспостави интегриран систем за управување со отпад, да го спроведе договорот од Париз со изработка на соопфатна стратегија за климатска акција поврзана со климата, во согласно со рамката на Европската унија за 2030 и да го започне процесот за подготовка на национален план за енергија и клима во согласно со обврската на енергетската заедница. За намалување на аерозагадувањето во 2020 година државата ќе одвои 1,6 милиони евра од буџетот. Овие средства се предвидени во посебна програма на владата за реализација на планот за чист воздух. Надлежното Министерство за животна средина и просторно планирање од својот буџет ќе одвои уште 1,3 милиони евра за мониторинг и заштита од загадувањето на воздухот. Овие средства, кои според стручната јавност се премалку за сериозно справување со проблемот на аерозагадувањето, властите ги правдаат со тоа дека во рамки на другите министерства се одвојуваат пари за други мерки, како гасификацијата, енергетската ефикасност и слично, активности кои значително ќе го подобрат квалитетот на воздухот, делот од Министерството. Дека овие средства не се доволни за справување со проблемот смета и професорот Драган Ѓорѓев, долгогодишен истражувач за ефектите од загадениот воздух врз здравјето на граѓаните. За жал, ваквите истражувања се ретки и секогаш се поддржани од меѓународни донатори наместо од домашниот буџет, а доколку резултатите од нив се употребат соодветно, можат пред се да се спасат животи, но и да се заштедат пари. Имаше малку обиди повторно заради пари и повторно во рамки на меѓународни проекти да се направат финансиските калкулации на трошоците во однос на директните или индиректните здравствени ефекти од аерозагадувањето. Имаше колеги од Светска здравствена организација, не мал примерок во Скопје, а на поголем примерок во Македонија студијата на Светска банка и калкулациите нели покажаа дека околу 300-250 милиона евра годишно губиме само заради последиците што околу 3-4% од бруто националниот производ. Значи тоа се бројки кои што ако би ги почитувале овие норми, ако ги сите овие интерсекторски политики хармонично одат, ќе заштедиме пари за да направиме трамвај или метро во Скопје, значи она што градоначалниците викаат скапо е. Значи ако спасиме нешто, тие пари може да се инвестираат во нови еколошки подобни орадија во градот. Намалувањето на дури 1 микрограм на метар кубен од штетните PM10 и PM2,5 честички може да ни заштеди 34 милиони евра годишно во намалување на здравствените трошоци, наведува професорот во една од своите студии. За планот за чист воздух, Ѓорѓев признава дека е прв од ваков вид со кој се пристапува на решавање на проблемот, но му недостасува подлабока, меѓусекторска соработка која би дала подобри резултати. Воопшто не е доволно. Видите, тие 2 милиона кои што се спомнати во тој план е, мислам, символична бројка и видовте дека најголемиот процент е инвестиции во инвертори. Значи, ако имате план потполно несреден, без интерсекторски партиципации на разни акции, не може еден сектор само акција и инвестиција во инвертори. Значи, не може да се избегне од урбаниот сектор, не може да се избегне од градежниот сектор. Сите сектори мора да имат некакви рестрикции или пренамени, видовме планирањето на градот, а ова е инвестиција само и уште ветување дека за 50% ќе го намалите аерозагадувањето за 2 години. Мислам, прилично несериозно и подценување на граѓаните. Значи, инвестиции, точно е тоа дека е тоа прв фонд посветен на аерозагадувањето, меѓутоа е повеќе резултат на некоја лична врска или политичка врска, отколку конструктивен став на владата. Според извештајот на Европската агенција за животна средина од 2019 година, во 41 земја од Европа, вкупниот број на предвремени смртни случаи поврзани со изложувањето на штетните PM2,5 честички годишно изнесува 412.000, од кои 3.400 само во земјава. Ваквите истражувања се корисни и треба да поттикнат истражувачка дејност во нашата земја, која за жал е на многу ниско ниво, вели Ѓорѓев. И ги направивме автентичните калкулации на луѓе кои што го губат животот, атрибутивна смртност заради аерозагадувањето. Ја знаете, таа бројка е измеѓу 1000 и 1500 во Скопје, во Македонија дупло од тоа. Меѓутоа, она што во тие истражувања беше уште поважно е колку ние животи ќе спасиме, значи треба да имаме некој мотив на сите нас. А мотивот е спасени животи. Значи, скоро 20 до 40 до 80% од тие луѓе може ги спасиме ако ги почитуваме или ги симнеме концентрациите на ниво на Европската унија или Светска здравствена организација. Поимот истражување не смее да се свати строго научно само во лабораторија, него и апликативно.
нашата институција мора да истражува. Сега, дали на политичарите не им одговараат наудите, бидејќи после секој истражување ќе треба да се преземат и некои мерки, тоа не знам. Меѓутоа, дефинитивно, видовте, се сложивме сите, нема истражување, со тоа нема автентични платоци, застарани се платоците. Според професорот, за препораките не треба да се зборува само во грејната сезона. Тоа од една страна е непродуктивно, а од друга страна не покажува дека државата сериозно е одлучена за справување со проблемот. Чим зборуваме, викате сега за препораки до граѓаните, чим зборуваме во текот на грејна сезона не гледам многу опции за нив. Значи секако на банално да не се излегува, да нема физичка активност надвор, витаминизирање некоја општа од имунолошкиот систем за постарите лица, вакцинација од грип, бидејќи тоа ќе биде во корелација со аерозагадувањето. Ова се масовно купување на внатрешни пречистувачи, исто така е една хаварија на системот, бидејќи ако дозволи сега панично да се купува, тука има различни машини, треба да се види филтерот, ние треба да им правиме реклама на тие агенции и така натака. Може би за една, две сезони, три, али тоа не смее да биде оправдување, ние се уште не сме почнале со мерки. Се одиме на маските, одиме на пречистувачите и одиме на овие банални совети, кои не се банални, во друг свет се сметаат прилично сериозно упатите, али нашите граѓани веќе ги вулгаризираат, да не излегуваме старите лица без потреба и така натака, меѓутоа не е така. Ова е токсичен воздух. Организацијата за економска соработка и развој проценува дека вкупниот број на трошоци од загадувањето на амбиенталниот воздух од регионот на ОЕЦД изнесувал околу 1100 евра по глава на жител за 2015 година, што одговара на околу 5% од приходот во таа година. Земјите од Западен Балкан имаат слични проблеми во делот на животната средина, како што е квалитетот на воздухот, управувањето со отпадот, деградација на почвата, односно нејзино контаминирање од поранешни индустријски капацитети. Но во сите области потребни се мерки за да се намали загадувањето, вели Клас Сандер, сениор економист во Светската банка во Вашингтон, задолжен за прашање од животната средина. Според него, покрај сите предизвици, меѓу највисоките приоритети треба да биде намалувањето на аерозагадувањето. Again, air quality management is a very complex issue. You cannot solve it overnight. It will take a long time, and the World Bank is one of the partners, and we would be very happy to work with the government of North Macedonia and with the population as well to address this and to hope achieve air pollution reductions in the medium to long term. I think one of the challenges just lies within the natural beauty of Macedonia, because you are a mountainous country, and in the wintertime when you have inversion weather, it just keeps the air pollution in the valleys, and that is when you have most or the highest pollution levels. If Macedonia was a flat country with more wind and exchange of the atmosphere, maybe the situation would not be as bad. But then again, it's to solve the problem and really reduce air pollution, you need to work across many sectors. You need to work across energy efficiency, transport. You also have to probably improve the metrics of measuring air pollution and understand better, how the impact is achieved and how best in what areas, not only areas, technical areas, but in areas of the country or the city you have to invest in to reduce air pollution constantly in the medium and long term. So there are a lot of areas you have to work in. You have to provide investments, you have to do policy reforms, and you have to engage the population, because they also have to do something on their own. They have to be willing to invest in better boilers. They have to be willing to maybe change their behavior with regard to transport to really reduce air pollution effectively. In emergency situations, for example, the population also has to accept that maybe the government has to take measures that are more extreme, but without those, it would not be possible to reduce then air pollution levels in the very, very short term when there is an emergency situation and you have these peaks of air pollution. But that is something, again, the government has to work on jointly with the population, and institutions like mine, the World Bank and others are happy to work and help and support the government and the population to address those. Сандер вели дека квалитетот на воздухот е еден од клучните предуслови и во преговорите со Европската Унија, но освен со земите аспиранти за влез во ЕУ, Светската банка помага во надминување на овој проблем и во многу поразвиени земји кои што веќе се членки.
We are also engaged with many countries on the area of air quality management, which is obviously a high priority for countries, not only because it's a problem within the countries and the population does not like to have these high pollution levels, but these kind of pollution areas or aspects are also very important to address and reduce air pollution, for example, in the EU accession process, because that is one of the key areas the EU is interested in, to reduce air pollution levels. I would like to say, though, that Western Balkan countries are not alone. It's also the EU countries that are already part of the EU, sometimes even the richer countries like Germany, France, where you often do not meet EU air quality directives, not across the whole country, but in some cities, in some weather situations, you also do not meet the directives, and you have air pollution alert, which come from also transport sector, but also sometimes from residential heating sector. Because some countries or population in some of these countries, like in Germany, have invested heavily in wood burning stoves. It's more of a luxury, but it still contributes to a significant level of particular matter air pollution in those countries. Експертот за животна средина на Светската банка Клас Сандер објаснува дека иако животната средина не секогаш е меѓу приоритетите на властите, односот кон ова прашање мора да се промени, особено затоа што еколошките стандарди во текот на преговорите за влез во ЕУ се најтешки за исполнување. No, I think that's a very important question because often meeting the environmental standards and the environmental directives from the EU are one of the more important and more of the long-term objectives that countries have to meet to be able to successfully complete EU accession. And ex ante, it's often underestimated how much effort and how much investment it will need to meet those environmental directives. I personally have worked for the World Bank the last 5 years in Latin America region, where we have a similar situation because we had a lot of countries that had ambition to meet OECD and to access OECD, and they had to realize that the environment climate change area was the most difficult standards to meet so that they could successfully complete or successfully engage in the OECD accession. And here we have the same thing with the EU accession. And again, the environmental area is very important, and governments have to step up with investments, with policy reforms to meet the environmental directives of the EU. It will be not a short-term process. It will take a few years. Governments need to prepare that it will take a long time. Nothing can be expected overnight. It's not, miracles cannot be expected, but it's something, where countries can work on, and they work on these with a number of institutions, not least the EU itself, but also like institutions like the World Bank, EBRD, other bilateral partners to help meet these environmental standards. Сандер вели дека властите во земјава и граѓаните мора да направат заеднички напори, едните со политики и мерки, другите со промени во навиките, за да се постигне долгорочно решение на еколошките проблеми. I think one of the most important aspects is manage expectations on many sides, on the side of the government, on the side of the population as well. Because these environmental issues, you cannot address them overnight. They require a lot of policy reform, they require a lot of investments. And they also require a lot of behavioral change, often from the population itself, like, in terms of transport, in terms of what kind of boilers you use at home to heat your home, and many other things. So it has to be a joint effort among all parties involved. And also, when you ask for policy measures, for regulatory measures, the population has to be prepared that, some changes will happening, and the population cannot always complain about everything. If there's not enough action, or if there's too much action, then on the other side, it always, has to be jointly done with the government. And I think, preparing that and finding some solutions that are jointly created, where there's ownership on the side of the government and ownership of the side of the population, I think that is the most important way. And make clear that this is not a short-term agenda. This is often a medium-term to long-term agenda, where everybody has to come around the table to work on it. Во Агенда 35 следува вести од Европа, иновација на компанија од Лондон, енергетски подни плочки, градовите ќе се напојуваат со енергија од пешаците.
35,6 милиарди евра со назнака лични трансфери испратиле во 2018 година жители на Европската Унија во држави кои не се дел од Унијата, што е 3 милиарди евра повеќе споредено со 2017 година, покажуваат податоците на статистичката агенција на ЕУ. Најголем дел од личните трансфери се состојат од пари испратени од иселеници во нивните држави на потек. Помеѓу државите членки на ЕУ за кои се објавени податоци, одливите на лични трансфери во 2018 година се највисоки од Франција и тоа 11,4 милиарди евра, Шпанија 7,7 милиарди евра, Велика Британија 7 милиарди евра, Италија 6,5 милиарди евра и Германија 5,2 милиарди евра. Од друга страна, приливите од лични трансфери во 2018 година во државите од Југоисточна Европа покажуваат дека во Србија те изнесуваат скоро 3 милиарди евра, Босна и Херцеговина 1,4 милиарди евра и Албанија 926 милиони евра. Во 2018 година во нашата држава овој вид на приливи изнесувале 200 милиони евра. Се зголемува стапката на вработеност на лицата на возраст од 55 до 64 години во Европската Унија, покажуваат податоците на Евростат. Ако во 2003 година само 39,8% од работоспособното население во оваа возрастна група било вработено, тој процент во 2018 година изнесува 58,7%. Во периодот 2003-2018 година, стапката на вработеност на лица на возраст од 55 до 64 години е зголемена во сите држави членки на ЕУ, освен во Грција, а во Словенија, Бугарија и Словачка стапката на вработеност на оваа возрастна група е зголемена за нешто повеќе од двојно. Во 2018 година стапка на вработеност од 70% и повеќе на лицата на возраст од 55 до 64 години е забележана во Шведска, Германија и Данска. Спротивно, во Малта, Полска и Словенија стапките за вработеност на овие возрастни групи биле помали од 50%. Во нашата држава во 2018 година стапката на вработеност на лица на возраст од 55 до 64 години изнесува 42,7%, при што стапката на вработеност кај мажите е 56,8%, а кај жените 28,8%. Заштеда на енергија еднаква на исклучување од сообраќај од патиштата во ЕУ на 4 милиони возила годишно ќе донесе политичкиот договор кој го постигнаа Европскиот парламент, Советот и Комисијата, а поврзано со европската регулатива за ознаки на гумите на возилата. Новите правила кои се договорени ќе им овозможат на потрошувачите да направат подобар избор. Ако се знае дека отпорот на гумата е некаде од 20 до 30% од потрошувачката на гориво на возилото, примената на новата регулатива ќе овозможи заштеда на енергија, односно заштеда на пари и помала емисија на гасови. Според новата регулатива, ознаките на гумите ќе треба да прикажуваат ефикасност на потрошувачката на гориво, бучава на гумите при движење, прилепеност на гумата на влажни подлоги, снег и мраз. Ознаките мора да бидат поставени на место кое е јасно видливо за потрошувачите, видливи во сите ситуации каде се продаваат гуми, вклучително и преку интернет, и мора да има QR код за лесно скенирање. Целта на новата регулатива е зголемување на свесноста на потрошувачите, подобрување на надзорот на пазарот во ЕУ и искористување на потенцијалните придобивки за животната средина, здравјето и безбедност. Дали градовите на еднината ќе се најпојуваат со енергија од пешаците? Одговор на ова прашање дава една иновативна компанија од Лондон со незините енергетски подни плочки, кои додека пешаците чекорат по нив, ја трансформираат кинетичката енергија од стапнувањето во електрична енергија. Колку повеќе се чекори по плочките, толку повеќе се создава електрична енергија. Енергетските подни плочки имаат вертикално движење на површината од 5 до 10 мм. Тоа движење ги притиска електромагнетните генератори под плочките, со што се создава ротацијско движење кое произведува од 2 до 4 џули електрична енергија или моќност од околу 5 вати од стапнување. Се работи за решение кое работи надвор од електричната мрежа, а со едно стапнување на плочките може да се создаде околу 20 секунди енергија за LED светилка, односно може да се користи како извор за напојување на LED светилки од улично осветлување, сензори за мониторинг на животната средина и друго. Со помош на специјално изработена мобилна апликација може да се следи функционирањето на енергетските подни плочки, односно колку енергија произведуваат и колку стапнувања биле потребни за тоа да се постигне. Површината над плочките може да биде од различен материјал, иако првата генерација била направена од рециклиран полимер, со горната површина од рециклирани камионски гуми. Плочките лесно и брзо се монтираат во зависност од големината на просторот, а иновативното решение веќе е инсталирано на голем број места, како улици, железнички станици, трговски центри, канцелариски простории, аеродроми, фабрики, фудбалски терени во голем број градови во светот.
Следната недела се гледаме со друга тема во истиот термин 20 часот и 15 минути на македонската телевизија. Доколку не пропуштите тука, следете на нашите официјални Инстаграм и Фејсбук профили на социјалните мрежи. Се гледаме.